втор централен дневник на Канал Плюс. Добро вечер. Останете со нас, почнуваме веднаш по кратката најава на дел од содржините кои ќе следат. Полуматурантите денес и утре одлучуваат каде ќе го продолжат своето образование. Во регионот околу 1500 завршени основци се определуваат за гимназиско и стручно образование. На истокот невработеноста е ниска, но платите на вработените се најниски во државата. Минатата година во источниот регион има повеќе починати отколку новороденчиња. Високите температури и големата влажност се идеални за појава на болести кај лозовите плантажи и овошките. Земјоделците да превземат мерки за заштита на родот, апелираат агрономите. Почнуваме на тема здравство. За 2 дена на матичните лекари капитациониот бод ќе им биде зголемен од 50 на 55 денари, односно за 10%. Како што потенцираат од владеачката партија, бенефит од оваа мерка ќе имаат околу 1600 тимови на матични лекари кои работат во 1086 ординации, со кои фондот има склучено договор. Од 1 јули матичните лекари ќе земаат повеќе пари од фондовската каса. Капитациониот бод ќе им биде зголемен од 50 на 55 денари, односно за 10%. Тоа ќе значи зголемување на поквалитетна здравствена заштита на пациентите, изјави председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски, кој рече дека ги исполнуваат дадените ветувања и покрај кризата во државата. Како прв столб во здравствениот систем, бенефит од оваа мерка ќе имаат околу 1600 тимови на матични лекари, кои работат во 1086 ординации со кои фондот има склучено договор. Се работи за средства од 188 милиони денари, нешто над 3 милиони евра на годишно ниво. Нешто што верувам додатно ќе ги мотивира, ќе ги стимулира, ќе ги охрабри. Вкупно 1600, над 1600 тимови на матични лекари кои што работат ширум Република Македонија. Значи тоа беше наше ветување, да повторам, и тоа ветување ќе биде реализирано сега од 1 јули, значи за неколку дена, за 3 дена од сега, веќе капитацијата ќе биде 55 наместо 50, односно ќе се реализира ветеното зголемување за 10%. Ова ветување беше дадено во декември минатата година од страна на министерот за здравство Никола Тодоров и директорот на фондот Стефановски. На почетокот на годината поголема капитација добија стоматолозите, а за 2 дена ќе имаат и матичните лекари. Кај матичниот лекар секој осигуреник треба да добие квалитетна здравствена услуга и рано откривање на определени заболувања, што е од огромно значење за превенцијата. Во Македонија над 1.700.000 осигуреници имаат избрано матичен лекар и оваа бројка е со континуиран пораст од година во година. Во просек, секој матичен лекар има 1159 пациенти, за кои фондот исплаќа 104.367 денари. Продолжуваме со настаните од регионот. Актуелни дневни теми од интерес на граѓаните во фокусот на денешната редовна седница на Советот на општина Виница. Се начнаа повеќе прашања, од безбедноста и сообраќајната култура па се до нерешливиот проблем со кучињата скитници и потребата од јавни вециња. Советниците со повеќе забелешки кон работата на полициската станица во Виница, посебно во почитувањето на сообраќајните правила и прописи, лошото паркирање заради недостиг од квалитетен паркинг, како и нарушената сообраќајна култура од страна на неколку поединци за кои полицијата не презема никакви мерки. Кога ги се случи нешто, не дај Боже ќе настрада некој дете, аз ќе не се ги имам јасно. Прво идеме на потешките сообраќајни прекршици, брзина и алкохол, а паркирањето го сметаме на лесен сообраќајен прекршок. Командирот на полициската станица во Виница се пожали на дефицит на полицајци кои секојдневно се на терен заради протестите, но не спори дека во градот е зголемен бројот на лица кои дистрибуираат опојни дроги. За само 2 месеци се поднесени 7 кривични пријави за дистрибуција на дрога. Што се однесува до безбедноста на училиштата, Дончев нагласи дека од септември покрај секое училиште ќе има дежурен полицаец. Извештајот од полициската станица како и финансиското работење на комуналното претпријатие Солидарност поминаа без поддршка од опозицијата.
Општина Виница нема да учествува со предлог локација за регионална депонија, проект кој треба да започне да се реализира од почетокот на наредната година. По одржаната работилница во Скопје, советничката група на ВМРО ДПМН денес со став дека Виница нема простор за таква локација, а од опозицијата само го потврдија ставот од претходната воредна седница. На денешната редовна седница со мнозинска подршка беа изгласани информацијата за невработеноста во Виница за 2015-та, при што беше посочено дека градот се повеќе се соочува со дефицит од квалитетна работна сила како последица од миграцијата. А меѓу другото, како кадар што треба да се увезува од соседните општини се и медицинските сестри и фармацевтите. Во пресрет на Павловден, општина Виница во соработка со Домот на културата Тоша Арсов и избратимената општина Трајавна за прв пат организира копаничарска колонија со уметници од бугарската школа, кои треба да пренесат дел од своите искуства, за што Советот одобри 50.000 денари. Присуството на градоначалникот и директорот на комуналното предпријатие, советниците го искористија за одговор на повеќе советнички прашања. Алармантната ситуација со кучињата скитници, потребата од градски вециња, како и узурпацијата на јавните површини. Полуматурантите денес и утре одлучуваат каде ќе го продолжат своето образование. Во регионот околу 1500 завршени основци се определуваат за гимназиско, а дели за стручно образование. Директорите на училиштата, иако свесни дека бројот на ученици секоја година се намалува, сепак се задоволни од денешните резултати. Денес започна пријавувањето и запишувањето на полуматурантите во јунскиот уписен рок. На државно ниво предвидени се 35.000 слободни места во сите средни училишта, бројка значително поголема од завршените основци. Што се однесува до Штип, 9 одделение во учебната 2015-2016 година завршиле 692 ученика, додека во средните општински училишта има предвидено 976 места. Уписите денес се реализираа без проблеми, а одговорните на дел од училиштата задоволни од интересот. Во средното медицинско Јане Сандански до 13 часот и 30 минути интерес пројавиле 156 ученика, а на располагање има 238 места, дознаваме од директорот Драги Илиев. До сега еве 10:30 часот имаме запишано околу 100 ученици. Очекувањата се како и секоја година да ја пополниме предвидената квота за упис на ученици во 7 паралелки. Во Солколен Ехтенин се запишуваат учениците во електротехничка, машинска струка, туристичката и вршиме прием за спортска академија учениците, значи во прва година. До сега еве 10:30 часот вкупно има некаде околу 100, околу 97 поточно ученици пријавени за сите профили. Очекувањата реални и за директорите на училиштата од регионот, каде исто така освен за гимназиско образование предвидени се и паралелки за стручно образование. Имаме слободни ученички места за запишување по конкурс во гимназиско образование за 5 паралелки, во стручно образование имаме 2 паралелки од по 4 годишно, едната е угостителско-туристичка паралелка, другата е текстилно-кожарска струка. И имаме 3 годишно трајање келнер, профилот келнер и профилот текстилен техничар. Нашето училиште според конкурсот е спремно да прими 272 ученика во организирани во 8 паралелки, 5 гимназиски и 3 стручни, со тоа што стручните паралелки се 2 во трајање од 4 години, а една паралелка е во трајање од 3 години. Во Пехчево во учебната 2015-2016 година завршиле вкупно 120 ученика, во Виница 150, а во Кочани 350, односно за 100 помалку од минатата година. До сега, до 11 часот, имаме пријавено 107 кандидати во различни профили. Утре продолжуваме со уписите 29, веќе на 30 ќе бидат истакнати резултатите за учениците кои се примени или оние кои се одбиеми. Интересот е сосема задоволителен. До 12 часот и 30 минути последните податоци од уписната комисија, бројките беа 70 пријавени кандидати за економската струка и 80 и 60 за гимназиската струка. Јунскиот уписен рок ќе се одвива и во текот на утрешниот ден, а резултатите ќе се знаат веќе на 30 јуни. Вториот уписен рок е на 4 јули, а за оние кои нема да се запишат во првите 2 рока, тоа ќе може да го сторат на 24 август.
Во завршна фаза е реконструкцијата на основното општинско училиште Свети Климент Охридски во Делчево. Реконструкција која е дел од проектот на владата на Република Македонија за реконструкција на 22 основни училишта во државата, а за која Министерството за образование и наука издвои 11 милиони и 500 илјади денари. Во завршна фаза е реконструкцијата на основното општинско училиште Свети Климент Охридски во Делчево, преку која во училиштето ќе бидат заменети сите прозорци и надворешни врати со боја која го задржува автентичниот изглед на училиштето и замена на кровната конструкција со нова термоизолациона на една од училишните згради. Во почетокот на месец јули, училиштето свечено ќе биде предадено во употреба и подготвено за новата учебна година. Основното училиште Свети Климент Охридски оваа година е во инвестицијски бум, како што ние сакаме да го кажеме. Се работеше многу во ова училиште, од адаптација на училишен простор, од реконструкција на училиште. Еве реконструкцијата е при крај. Она кој што е по проект од Министерството за образование. Во моментот е сменет кровот на училишната зграда, сменета е голем дел од столаријата на училишната зграда, останува уште многу мал дел за реконструкција, така што до крајот на овој месец се надеваме да завршат сите предвидени активности и на почетокот на другиот месец училиштето биде предадено во употреба, реновирано. Со оваа реконструкција училиштето од наредната учебна година ќе заштеди и на електрична енергија и на нафта за затоплување, истакна директорката Михаиловска. Првите заштеди од енергетска ефикасност, која што очекуваме да се случи е во текот на следната учебна година, кога што ќе го започнеме училиштето со нови прозори, со нова столарија, со нов кров, така што топлината мислам дека ќе останува повеќе во училиштето. Реконструкцијата на основното општинско училиште Свети Климент Охридски во Делчево е дел од проектот реконструкција на 22 основни училишта во државата и за неа Министерството за образование и наука издвои 11,5 милиони денари. На исток сиромашно, на југ малку побогато. Статистиката укажува дека најмногу шанси за добра заработка има во метрополата. На истокот невработеноста е ниска, но ниски се и платите на вработените. Експертите велат дека Македонија мора да работи на равномерен развој на регионите. Статистиката покажува дека не е мазно и избалансирано се на истокот. Оваа популарна изрека буквално ја потврдуваат и податоците на Државниот завод за статистика. Според најновата публикација, регионите во Република Македонија, главниот град има најмногу жители, најмногу компании, најмногу вработени, кои имаат највисоки плати и најголема продуктивност. Статистика покажува дека во источниот регион има вработување, но платите се најниски. Со вакво мислење и граѓаните. Мислам да. Испод 10.000 динара плата нема во Македонија. Скопје изимат поголеми плати од нас, повисок стандард, поголеми плати, поголеми трошкови сепак има таму. Има вработување, ниски плати. Барем сега у фамилијата треба да работат маж и жена двојца, да земат барем по 500 евра. 30.000. Има работичка, има кој сака да работи, ќе најде работа, само платите се малку мали, не малку него превише мали. Највисоки плати добиваат работниците од Скопскиот регион. Просечните месечни примања во 2015 изнесувале 26.800 денари. Сите останати се по државниот просек, кој бил 20.900 денари. Најниски примања има источниот регион. Платите се по 16.278 денари. Нешто подобро стојат североисточниот и југоисточниот дел. Експерти велат дека државата веќе работи на рамномерен развој. Со спроведувањето на комплементарните економски политики успеавме драстично да намалиме невработеноста од највисоките 38% до историски најниско ниво на невработеност, кој денес изнесува 24,5%. Важно е да се напомене дека невработеноста се намалува во сите градови и општини. За владата ова е многу значајно, бидејќи се стремиме кон равномерен регионален пристап и намалување на невработеноста во целата држава. Регионалните разлики во нивото на бруто домашниот производ на жител се далеку пониски во земите од Европската Унија со слична големина како Македонија. Например, во Словенија тој сооднос изнесува 2,1, во Летонија и во Естонија 2,2, а во Литванија 2,5.
Источниот регион, освен пониските плати, во статистичките пресметки се јавува и како регион со негативен прираст. Минатата година поголем е бројот на починати лица отколку на новороденчиња. Црната статистика е најизразена во селата. Државниот завод за статистика излезе со податоци за природниот прираст и миграциите во текот на минатата година. Најмногу бебиња лани се родиле во Скопскиот регион 8043, а најмалку во Источниот 1600. Со починати 1875 лица во 2015 година, Истокот бележи негативен прираст од 275 лица. Најголемата разлика се случила во селските средини во Источниот регион, каде лани се родиле 458 бебиња, а починале дури 777 лица. Во урбаните средини цифрите се во полза на наталитетот, биле родени 1142 бебиња, а починале 1098 лица во Источниот регион. Негативен прираст, освен во Источниот, регистриран е и во Вардарскиот и Пелагонискиот регион. Повеќе бебиња отколку починати има во југозападниот, југоисточниот, североисточниот и Скопскиот регион, а најголема разлика во полза на наталитетот има во Полошкиот регион, каде се родиле 1197 бебиња повеќе отколку што е бројот на починати. Во Македонија минатата година се родени 23.075 бебиња, починале 20.461 лице, што значи дека прирастот е 2614 бебиња. Просечната возраст на умрените лица во градските подрачја изнесува 72,4 години наспроти 73,2 години во селските подрачја. Со општински буџет од 1.750.000 денари во Берово се гради крак од улицата Дамјан Груев, улица на која претходно целосно беше заменета водоводната мрежа. Пред крај се градежните активности за реализација на проектот за изградба на дел од улицата Дамјан Груев, која се наоѓа покрај градските гробишта во Берово. Улица која е долга 100 и широка 6 метри, а на која е планирано од двете страни да се постави и тротоарска површина. Оваа улица треба да биде асфалтирана во најкраток можен рок што го имаме и што е договорен со изведувачот, зашто ова е улицата која тука ги обслужува и семејствата кои живеат, тука се во близина, непосредна близина и градските гробишта, така да се чувствуваме тука удобни и безбедни при сите обреди кои се прават, при сообраќајот кој се одвива на оваа улица. Претходно на оваа улица со поставување ново полиетиленско црево се променети азбестните цевки, со што речиси во целост е обновена водоводната мрежа во градот Берово. На самата улица имаше азбестни цевки кои беа довод за сладка вода за пиење за граѓаните кои живеат на неа. Еве, овие денови ги променивме азбестните цевки, треба да ја промениме и канализацијата, тоест испустот за фекални води. И сметам дека тоа е приоритет за да направиме еден пристоен период на граѓаните кои се наоѓаат од десната страна на улицата. Инаку, проектот за изградба на крак од улицата Дамјан Груев се реализира со средства од буџетот на општина Берово во висина од 1.750.000 денари. А продолжува асфалтирањето и во Штип. Нови асфалтни улици добиваат жителите од населбата Сењак. Од општината најавуваат дека со реконструкција и изградба на нови улици ќе се продолжи до крајот на летото. Општина Штип продолжува со летната офанзива во делот на комуналната инфраструктура. Секојдневно се постила асфалт онаму каде што го нема, а паралелно со тоа се врши и реконструкција на дел од улиците. Деновиве по завршените подготовки започна асфалтирањето на улицата Борис Крајгер. Првиот ден асфалтирана е улицата од Елкос до спојот со улицата Сремски фронт. Вкупно ги бидат асфалтирани 7800 метри квадратни, реконструкција на постоечки асфалт, а вредноста на инвестицијата е околу 2,5 милиона денари без ДДВ. Изведувач на работите е Кола Транс Инженеринг од Штип. Во втората фаза која започна денес ќе се асфалтира делот од крстосницата Борис Крајгер до салата Јордан Мијалков. Јавното претпријатие Стипион интензивно работи на уредување на коритото на река Отиња.
Целосно обновено е детското игралиште во Штипската населба Кадидаре. За ефикасно и навремено завршување на проектите, наскоро возниот парк на Стипион ќе биде збогатен со ново теренско возило. Во завршна фаза се неколку проекти на кои работат екипите на јавното претпријатие Стипион. Детското игралиште во Штипската населба Кадидара е целосно обновено и веќе децата од оваа населба може да го користат за рекреација. Исто така при крај се градежните активности околу средување на речното корито на Отиња, се работи на отстранување на земјата за да може да се започне со изградба на патека за пешачење. Од поодамна работиме на уредување на детското игралиште на улица Личка. Веќе тука сме во завршна фаза, утрешниот ден завршуваме, така да децата ќе можат да го користат ово игралиште како што беше и досега. Инаку работиме интензивно на уредување на речното корито на Отиња, односно завршивме со зидот до мостот кај судот. Веќе се работи на парапети, расчистување на вишокот од земја. Исто така, интензивно се работи на уредување на местото со пристапни скали околу црквата Свети Јован во Штипско Ново село, за чија изградба средствата се донирани. Тоа е донација на госпоѓата Вера Хорват, кој што ги има платено средствата во смисол на материјал, односно цемент, а наша ќе биде работната рака и веруваме дека овие степеници ние ќе ги завршиме до почетокот на славата на овој светец, односно тоа е 6 јули. За поефикасно и навремено завршување на проектите на јавното претпријатие Стипион, наскоро возниот парк ќе биде збогатен со уште едно теренско возило. Екстремните временски прилики негативно се одразуваат кај лозаровоштарството. Високите температури и големата влажност се идеални за појава на разни болести кај лозовите плантажи и овошките. Што треба да преземат лозарите за да го спасат родот? Променливото време кое се карактеризира со високи дневни температури и голема влажност поради повремените врнежи, се солидна подлога за развој на разни болести во лозарството и овоштарството. Идеални услови за појава на болест. Посебно за пламеници ќе спомнам, бидејќи веќе преку еден ден, овие денес имаме врнежи, обилни врнежи, но нема ни потреба за обилни врнежи за појава на пламеницата, кој знае да направи огромни штети. Оние кои ги третирале се надеваат дека нивните имоти ќе останат без оштетувања. Имаме некај роди црен бургунец, 4 пати прскано сега. Сепак, за да не биде досадно, стручните лица предлагаат третманот како превентива да се изврши веднаш. Секој пат после дождот е потребно, значи веднаш сите земјоделци кои имаат лозови наседи да поминат на третирање на лозата со тоа што ќе прскаат ќе третираат со препарати за да ги спречат развивањето на габата која е причинител за пламеницата. Во Штипскиот регион под лозија се наоѓаат над 1000 хектари. Поголем дел од нив се со вински сорти кај кои веќе се појавуваат одредени знаци на заболување. Англискиот втори јазик во светот и главниот работен јазик во институциите на Европската Унија наскоро би можел да престане да биде официјален јазик на Европската Унија, откако Велика Британија го напушти блокот, рече претседателката на Комисијата за уставни прашања на Европскиот парламент Данута Хабнер. Секоја земја членка има право да номинира еден европски идиом, иако англискиот јазик е еден од најзборуваните јазици во Европа и е официјален јазик во 3 земји членки, само Велика Британија легално го одбра во Брисел. Англискиот е наш официјален јазик бидејќи беше одреден од Обединетото кралство. Ако го немаме Обединетото кралство, ние го немаме англискиот, изјави Хабнер. На изненадување на целата светска јавност за само 3 дена, Реджеп Тајип Ердоган му се извини на рускиот претседател Владимир Путин, а претходно ги поправи односите со Израел и се согласи да потпише договор за обновување на дипломатските односи. Длабоката криза во односите помеѓу Турција и Израел, која траеше цели 6 години, конечно е прекината во неделата кога турскиот претседател Ердоган и премиерот на Израел потпишаа договор за приближување и обновување на дипломатските односи на двете земји. Сепак, аналитичарите сега се изненадени од менувањето на реториката и сето тоа го окарактеризираа како паѓање на колена на Ердоган пред Путин, кој во писмото му напишал на Путин дека длабоко жали за смртта на рускиот пилот.
Ваквиот потек никој не го очекуваше и сега сите се прашуваат зошто сега Ердоган подклекна и зошто се извинува. Германија, Франција и Италија подготвуваат нови импулси во Европската унија по Брекзит, основа за нова Европа, пишува денес германскиот весник Билд. Со премиерот Матео Ренци, Италија од членка од втор ред преминува во прв, заземајќи го местото на Британија, наведува вестникот, а при тоа додавајќи дека според тој нов план, председателот на Европскиот совет Доналд Туск ќе биде продолжена рака на тоа трио во Брисел. Германија, Франција и Италија сакаат да изработат заеднички предлози кои ќе ја дадат на Унијата нов импулс по Брекзит. Тоа вчера во Берлин го најави канцеларката Ангела Меркел по состанокот со Ренци и председателот на Франција Франсуа Оланд. Исланд направи сензација на европското првенство, ја совлада Англија со 2:1 и избори пласман во четвртфиналето, каде ќе игра против Франција. Исланд на стадионот во Ница уште еднаш покажа дека не случајно во квалификациите заврши пред Чешка, Турција и Холандија и дека недостигот на индивидуален квалитет против реномирани противници може да го надомести со тактичка дисциплина и фантастична борбеност. Темскиот дух на исландјаните на своја кожа го почувствуваа фаворизираните англичани, во чии редови настапуваа неколку звезди на светскиот фудбал, а еден Рахим Стрелинг на фудбалскиот пазар вреди 2,5 пати повеќе од целата исландска селекција. Во Ница искусниот Ларс Лагербек на својот врсник Рој Ходжосон му одржа тактичка лекција и само го потврди она што го констатира пред мечот, дека никогаш не загубил од Англија. Не само тактичката поставеност на Исланд, туку и самиот Ходжсон придонесе за дебакалот на англиската репрезентација, која со играта не импресионираше ниту во групната фаза. Исланд направи пресврат во 19-та минута откако англичаните им дозволија на противниците да комбинираат на 16 метри од нивниот гол. Топката стигна до Сигдерстон, кој шутираше, лошата реакција на Харт доведе до 2:1 за Исланд. До крајот на мечот Исланд најчесто се бранеше, но имаше две поголеми шанси порано да го реши победникот. Англичаните напаѓаа, Ходжсон направи неколку промени кон крајот на дуелот, но тоа не им помогна да стигнат до израмнување и евентуални продолжинија. Ова беа сите предвидени содржини за Централниот дневник на Канал Плюс. Останете со нашата програма и проследете го и третиот дневник. Пријатна вечер.